Текстилците од Југоистокот бараат помош од владата бидејќи се представање клуч на своите капацитети. Тврдат дека ковид пандемијата им нанесе тежок удар, која ја преживеале со кредити, а енергетската криза ќе удри уште повеќе. Вака заклучија собствениците на 20 текстилни фабри од Југоистокот кои од Дојран одлучија да бараат помош од државата, бидејќи цените на нивните услуги со години тапкаат во место, се соочуваат со недостиг на работна рака, а трошоците им се зголемуваат. Ние би испаднале со краткорочни мерки, би рекол и долгорочни. Краткорочните мерки, хитно владата на Република Македонија треба да интервенира во делот на субвенции за електрична енергија. Бидејќи, ако ја земам само мојата фабрика или било која друга, која до сега плаќала 3-4.000 евра месечно струја, сега тоа треба да се множи пута 150% и би испаднало негде околу 10.000 евра само по основ на струја. Тони Пандев од името на своите колеги смета дека државата треба да размисли за евентуална помош ако се остварат најавите за зголемување на минималецот на 18.000 денари. Лично смета дека текстилните работници заслужуваат и повеќе, но не се во состојба да го издржат притисокот. Значи тоа ќе повлече во една компанија од 100 луѓе дополнителни 20.000 евра трошок. Тоа некој ќе треба на нас да ни го помогне барем некој одреден период. Дали тоа ќе биде, пак ќе се повторам, делумно или целосно ослободување на придонесите, тоа треба владата заедно со нас, со сите засегнати страни би рекол, сите текстилни компании во Македонија да седнеме и да го разговараме. Јас пак ќе останам на ставот. Дури ние сакаме минималната плата да биде и поголема од 18.000 денари. Паралелно веќе оствариле контакти со нивните деловни партнери од кои ќе бараат поддршка и помош за повисоки цени на нивните услуги. Секојдневно слушаме на телевизија веќе масовно источна Македонија се затварат текстилните фабрики. И заради тие причини решивме да се собереме и да разговараме денеска на оваа тема. Дел од поддршката ќе ја побараме од нашите партнери со кои веќе соработуваме. Односно, ќе бараме некој максимум во која можност тие би можеле да ќе покачат цените на нашите услуги и на нашите продукти, доколку е возможно. Текстилците од Југоистокот барањата ќе ги достават до Стопанска комора на Македонија, но и до владата, со цел на заедничка маса да се изнедат решенија. Во Југоистокот, во текстилниот сектор, работат околу 3.000 работници.